Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Господ Бог е дух. Кога сакаме да го чуеме Божиот глас, мора да запомнеме дека Бог е дух. Тој ќе ни зборува на духовен начин. Божиот, односно Светиот Дух, ќе му зборува на нашиот дух. Постоje три делови на човекот: тело, душа и дух, како што е запишано во прво послание до Солунтијаните 5:23. Целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. А во Јован 4:24 пишува: Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат со дух и со вистина. А каде што е духот, таму е и слободата. Драги слушатели, започнува ново издание на подкастот Елиезер. Сите нешта на духот се распознаваат со духот. Ние имаме дух и Бог е дух. Светиот дух живее во нас. Штом го разбереме ова, можеме да го препознаваме и слушаме Божиот глас. Бидејќи понекогаш Божиот глас е сепак тиво глас што доаѓа во нашиот дух. Небесниот Татко нема да ни зборува во нашата глава, во нашиот ум, во нашето тело, туку во нашиот дух. Нашиот дух го препознава гласот на Божиот дух. Телото е тело, духот е дух. Бог комуницира со нас на негово ниво. Тој не донесе на негово ниво во неговата сфера преку Исус Христос. Во послание до евреите, првата глава стои: Бог, кој од стари времења многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, кога го постави за наследник на се и преку кого ги создаде и вековите. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие, кој носи се со своето силно слово, кој го изврши очистувањето на гревовите и седна одесно на величеството во висините, и стана толку повозвишен од ангелите колку што наследи повозвишено име од нив. Битие првата глава започнува вака: Во
Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше безоблична и празна, имаше темнина над бездната. Духот Божји лебдеше над водата. Светиот Дух беше наготовс, односно беше подготвен да ги изврши наредбите на Господ Бог, како што е назначено. И рече Бог: нека биде светлина. И би светлина. И виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. И би вечер, и би утро, ден први. Потоа рече Бог нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода. И создаде Бог свод и ја одвои водата од под сводот од водата над сводот. Така и стана. И така, за се останато. Светиот Дух е извршител на Божиот збор. Исто, Светиот Дух што е во нас не утешува на истиот начин. Тој наготовс за наредбите на Небесниот Татко за нас. Прашањето е дали ние знаеме што говори, што планира за нас и колкава е неговата љубов за нас. Небесниот Татко ни зборува преку Духот, нашиот наново роден Дух, кој е обновен преку Божиот збор, е полн со живот и е чувствителен на Божиот глас. Едно од најважните нешта е да бидеме свесни дека живееме во две сфери. Едната е сферата во која живееме во телото, овде на земјата. Телото ни е костим, куќа на нашиот дух, но функционира на духовно ниво, не на материјално. Кога медитираме на Божиот збор, го храниме духот. Божиот збор ни е духовна храна, исто како што го храниме нашето физичко тело. Подготвуваме храна, вежбаме, водиме грижа за благосостојбата на нашето тело. Така е потребно да внесуваме и духовна храна. Исус Христос, кога беше искушуван од сатаната, му одговори: човекот нема да живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Исто така ни укажа: зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Јас сум лебот на животот, кој доаѓа при мене нема да огладни, и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Нашето тело потребно е да биде управувано од нашиот дух. На нашето тело не му е даден авторитет да владее над нашиот дух. Затоа, не треба да се предадеме на страстите на нашето тело. Духот на човекот и Божиот дух се едно. Прво послание до Коринтијаните 6 глава пишува: кој се соединува со Господа, еден дух е со него. Бегајте од блудството. Секој грев што го прави човекот е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе си. Скапо сте купени, затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души кои се Божји.
fill you, to touch you, to transform you. Holy Spirit, we welcome you. He is here. Just receive it. Holy Spirit. Моќта на Светиот Дух внатре во нашиот дух треба да доминира како водечки глас во нашиот живот. Срцето на Небесниот Татко ќе биде откриено од Светиот Дух. Светиот Дух ќе го земе она што е духовно и ќе ни го даде нам. Ние ќе го примиме тоа преку нашиот дух, внатре во нашето срце. Исус во Евангелие според Јован 15 глава говори: А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе ви го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, он ќе сведочи за мене. Светиот Дух е дел од Светото Тројство. Светиот Дух е личност. Тој дојде бидејќи Небесниот Татко го прати. Светиот Дух е утешителот. Тој е во нас да не утеши. Истиот Свет Дух кој создаде се по наредба на Бог, кој го воскресна Исус од мртвите, живее во нас и постојано не ги говори Божјите планови за нас. Ја пренесува Божјата љубов. Нашето тело и душа се во контакт со оваа земска сфера. И знаењето и мудроста што ги добиваме овде зборуваат спротивни работи од Божите. Затоа мора да му дозволиме на Светиот Дух, Духот на вистината, да не утеши, да ни ја каже вистината за вистинската небесната реалност, а не за ова што го гледаме на земјата, околу нас. Во послание до Коринтијаните исто така пишува: Не знаете ли вие дека сте храм Божји и Духот Божји живее во вас? Ако некој го разори Божјиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Никој нека не се лаже. Ако некој од вас мисли дека е мудар во овој свет, нека стане безумен за да биде мудар. Зашто мудроста од овој свет е безумство пред Бога, како што е напишано: Он ги фаќа мудрите во нивното лукавство. Нашиот ум не може да прифати толку убави зборови, толку и љубов. Нашиот ум е навикнат на светот околу нас, навикнат е на оваа земска сфера. Не може да восприеми толкава светлина. Токму заради тоа треба да го обновуваме, да вградиме нов концепт на мислење, да го вградиме Божиот концепт. Штом почнеме да го правиме, тоа Светиот Дух ќе почне да ни зборува. Неговиот глас ќе ни биде се поразбирлив и погласен и ќе има повеќе смисла. Не дека тој не ни зборувал досега, само што нашиот фокус бил во други гласови. Нашиот ум нема концепт за тоа колку Светиот Дух не сака и е загрижен за нашата ситуација. Ние немаме откровение за Божјата љубов за нас. Немаме разбирање и вера. Не сме дозволиле сферата на Духот да доминира во нашиот живот. Водени сме по околностите, лажните образци, лажните учења, лажните информации. Сме прифаќали информации за Небесниот Татко кои не биле вистините. Светиот Дух не мотивира, не инспирира, не охрабрува дека се е во ред и дека се доаѓа на свое место. Потребна е нашата соработка и вербата.
Светиот Дух веќе беше во нашата еднина, која е светла и од тоа сознание ни ги дава информациите и насоките. Светиот Дух е и наш советник. Треба да бидеме отворени за да примиме совет. На тој начин се здобиваме со мудрост и разбирање. На тој начин ќе знаеме како да имплементираме Божјата волја за нас. Во моментов Светиот Дух ни дава совет, ни насочува. Зарем не е подобар советот од Светиот Дух отколку нечие мислење? Го споредуваме ова советување со советување на адвокат, што ќе ни укаже што треба да сториме, а што не. Светиот Дух ни кажува што треба да сториме. Ни вели, ако направиш така, тогаш се ќе биде во ред. За некој од нас ова може би е тешко да се прифати, но таа е вистината. Колку повеќе соработуваме со Светиот Дух, толку подобро ќе биде за нас. Станува збор за духовно сознавање и расудување. Светиот Дух ни е помошник. На секој од нас потребна му е помош. Тој ќе ни помогне при имплементацијата на Божјата волја во нашиот живот. Не сме сами. Еден од најчестите проблеми за секој од нас е кога се чувствуваме сами и дека немаме никој покрај себе кој би ни помогнал. Се разочаруваме од лажни ветувања од луѓето, не знаејќи дека цело време во нас веќе постои личност која 24/7 е достапна за нас. Ние само треба да сме волни да соработуваме. Во послание до Римјаните 8 глава јасно е напишано: исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме, како што треба. Но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Дел од Божиот глас е физичката манифестација на она што сме го слушнале и разбрале. Светиот Дух нема да не остави како сираци, како што говори Исус во Евангелие според Јован. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Друга улога што ја има Светиот Дух е адвокат, наш застапник. Она што не можеме да го направиме ние, ќе го направи тој. Тој зборува во наше име. Тој не представува онака како што треба да бидеме представени пред небесниот Татко. Светиот Дух како наш посредник го зазема нашето место. И не само тоа, туку целосно ја завршува работата за нас. Во оваа улога не станува збор за нашите можности, туку Светиот Дух целосно ја завршува работата место нас. Кој не би го сакал ова? Ова е нешто слично како да ни е амбасадор, доколку му дадеме целосен авторитет да го стори тоа, доколку ја ставиме нашата доверба во него. Светиот Дух не охрабрува, не зацврстува. Божјата моќ на воскреснувањето е всушност Светиот Дух. Светиот Дух го воскресна Исус Христос од мртвите. Истиот тој Дух живее и престојува во нас, како што е наведено во послание до Римјаните 8 глава. Но ако Духот на оној кој го воскресна од мртвите Исус живее во вас, тоа оној кој го воскресна Христос од мртвите ќе ги оживотвори вашите смртни тела преку својот Дух, кој живее во вас. Светиот Дух ќе ни го просветли умот, за да разбираме подобро, да ги гледаме нештата од Божја перспектива, да живееме по Духот заедно со Христос, како што укажува зборот во послание до Ефесјаните. Бог, богат со милост поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христос и не воскресна со Него и постави на небесата во Исус Христос. Затоа,
Потребно е да ја предадеме нашата волја на неговата, да пристапиме кон Светиот Дух и да му дозволиме да не учи и поучува. Тој не закрилува и е подготвен да ги изврши сите наредби од Небесниот Татко за нашиот живот. Нашата улога во овој случај е да ја изговараме, да ја декларираме Божјата волја за нас гласно. Не по случајност Исус Христос говори: барај и ќе ти се даде. Да го одиграме својот дел и да го декларираме она што сака Небесниот Татко за нас. Затоа што ни вели: оти само јас ги знам замислите што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и уредник Елена Ѓорѓевска-Костадиновиќ, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.